СДСМ и ВМРО денес се делеа удари на различни теми. СДСМ прашуваат како владата има 400.000 евра за мерење на рейтинзи, а ВМРО ДПМН бараат Јон Фрчковски да оди на распит поради конзумирање на дроги. Во време кога цела држава жали за загубата на 59 млади животи во Кучани, кога се собираат донации од граѓаните и фирмите за да им се помогне на семејствата на жртвите, владата на Мицкоски и ДПМН склучува договор вреден 400.000 евра за анкети. Во време на тага и болка на народот, за власта биле најважни анкетите. Тоа што нема опрема за пожарникари, што нема доволно екипи, не е приоритет. Рейтингот на Мицкоски е приоритет. Граѓаните донираат, а владата троши пари на себе промоција. Додека работниците, лекарите и наставниците добиваат пониски плати од ветеното, додека пензионерите едва и врзуваат крај со крај, додека младите бегаат од државата, владата има пари само за мерење популарност и политичка пропаганда. Фрапирачки е како Венко Филипче, како лекар, хирург, молчи за конзумирањето дрога на Јон Фрчковски, лице кое тој го постави за партиски функционер. Ги повикуваме надлежните институции да го повикаат на распит Јон Фрчковски. Дали Јон Фрчковски конзумирал дрога кога водел институција како помошник директор во ПУИК или е сега кога водел орган во СДС? Доколку Јон Фрчковски конзумирал дрога додека бил помошник директор на ПУИК, дали и како тоа влијаело на неговите одлуки како директор?